civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Кои се најголемите 5 проблеми во вашата општина? 5 проблеми. Па имаме проблем со депонијата. Еве тоа ви е еден проблем. Може некои пристапни улички тие да се асфалтираат. Службите да бидат поажурни. Тоа е. А кои се 5 најголеми проблеми во вашата општина? Не са 5. 1001. Ама џабе да ги знаеш. Гевгелија е една стара мафија. Наследно од дедовци, татковци, па сега нивни деца. Живее во една држава, не бе државјанин. Ги ужива сите право од А до Ш. Само нема право на глас, оти не бе државјанин. Тука обратно. Во Гевгелија е прекрасно, јас сега барам лична карта, вадам, затоа што е овде многу почисто, а во Дојран живеам. Значи, јас мислев дека сте од Гевгелија, па прашав, да. Прашете и јас и за Гевгелија ќе ви кажам. Повелете истото. Прекрасен град, нема што нема. Проблем до сега не сум видел, луѓето многу љубезни. Пазарот ви е најубав од четврток, на пазар идам секој четврток. Прекрасни кафулиња, убави друштва. Кои се 5 најголеми проблеми во вашата општина според вас? 5. Па згаснато стопанство, скрос уништено. А тоа само по себе повлекува и други проблеми. Проблеми финансии за целокупното население, проблеми за финансии за локалната самоуправа. Мислам дека се е поврзано. Сите останати проблеми се поврзани само со неактивно стопанство и немање на финансии. Неколку предпријатија кои што беа столб на економијата на општина Неготино, тие од непознати причини се затворени. Потполно непознати за населението. Нашите сограѓани имаат тужби поднесено за тој економски масакар што му беше извршен преку тие стопански субјекти. Некогаш тие креираа благосостојба на Неготино, а покасно новите собственици кои што ги превземаа да стопенисуваат, наместо да стопенисуваат, тие ги искористија како орудие за економски колеш на населението. И тоа во континуитет траеше некаде кај некои стопански субјекти, тоа беше до 5-6 години, кај некои тоа траеше со 15 години, до 15 години, како например што беше тоа случајот со Повардарие, ФЕМ исто така, Циглана, Фабрика Македонија. Значи сите проблеми во Неготино потекнаа со затворањето на тие стопански субјекти, доколку тие беа активни, да беа продадени на сериозен купец кој што сакаше да работи, што знаеше да работи со нив, тие проблеми ќе ги немаше градот. А сега тоа повлече економски колапс на населението, економски колапс на општината и економски прогон на населението. Например, еве, чисточета, број 1. Грозјето не го откупуваат, број 2. Не исплачат субвенции на време, здравството ни е за никаде. Епа тоа. Не се прави ништо, се изурнато, се испопаѓано, не прават. Не прават градоначалникот. Тоа. Што треба да направи? Вака ова што е скршено, депениците. 5 проблеми, площадот не е направен, ректа за никаде не е чиста, улиците за никаде, водата супират за пиење. Зошто водата? Водата дефеци има,
Нема кој да се ја потера работа. Да. Како се снаоѓате со вода? Си паднеме резерва вода. Од каде по? Од каде? Од чешмите од дома и на вечер разпира сега дента и има вода. На вечер немате вода? На вечер. Ще дојде 12 сати. И час опред. Дури у 5 са бајле, ча пушта. Кои се 5 најголеми проблеми во вашата општина? Се. Civilmedia.mk. Slobodno, nezavisno, otvoreno.